Пардон, ве молам, со песнава неќам памет да ви солам. Наместо својот народ го одбравте Брисел и ке го јадете за брзо не ми е ни кисел. Не е заебанција, не е шала, таче е нивната дворска будала. Натала Ни ја ебаа мамата мамина. Не ограбија максимално, не одране сотреа. И покрај тоа што не ограбија, не сменија име и презиме, идентитет, не ставија во логорот кој ни Сталин не бил поарен. Под изговор дека треба да извадиме пасоши, ни ги иселија децата, ни ја дадоа власта кај Дуи и нејзините докторанти и магистранти и гениалци, Ајнштейни, од кај Мерко, и не помножија со нула како народ. Замислете дека сте обичен млад човек и дека живеете под кирија и немате свој стан. Значи плаќате дебело кирија за некој мало станче на некоја функционерска лопужа која ги испрала украдените пари во згради. Потоа плаќате од лихварската струја на Бислимовски, со напони, мрежи, транспорти и врски. Потоа плаќате вода за да може водовод да запослува со секој нов директор, нови и нови партиски војници и ѓубретарина, а живеете во најзагадената депонија на целиот свет наречена Скопје, или можете во Струмица или Тетово, кај сакате. Потоа плаќате телефон, ТВ канали, интернет кои се перманентно во прекин и доаѓаат ко вода у припор на секој 2 дена. Потоа плаќате за влез и чистачка која не чисти, и за кровото до градбата на комшијата најгоре, па за лифтот кој работи пар не пар или само за празници работи, па плаќате градинка за малото дете, па ужинка и дневен престој за големото, па книги и материјали за двете, бидејќи школството е нели кај нас бесплатно, па јазик, фудбал и часови по математика плаќате кај истиот професор што му предава. Па плаќате ДДВ, персонален данок, данок од добивка, плаќате данок на имот, па регистрација на возило и зелен картон, па фирмарина на неспособните градоначалници кои не одговараат пред граѓаните, туку пред партиските лидери, па плаќате здравствено, пензиско и еден куп други осигурувања кои ви ги враќаат со тоа што одите на приватен доктор за пак да платите дебело, па потоа ви даваат пензија колку за леп, а со другите осигурување можете и гзот да си го избришете. Па ставате 50 евра на книшка за да имате некој денар, ама тука се банките да ве искрадат, нели убаво, онака мајсторски, на ситно, со провизиички разни, купувате нешто со картичка во вредност од 50 евра во бутик, банката 1 евро провизиичка, па газдата на бутикот е следниот што купува пак банката 1 евро, и така кога 50 луѓе ќе купат 50 евра веќе ги нема, банката ги зела. Па потоа кога ќе се соберат овие сите давачки, гледате дека ви фалат пари за сметки, за основни потреби, па доцните со сметки, па земате кредити, па после нотари извршители ви земаат тродупла сума и така влегувате во волшебниот круг на должничкото робство во кое немате ништо, а арамиите имаат се од вашите пари. Како сега ќе ви објаснам пластично. Арамиите си отвараат фирма, па благодарение на своите партиски и племенски пријатели фалсификуваат фактури. Па после само 3 месеци работа, нели по само 3 месеци работа, бараат од УЈП поврат на ДДВ за разликата која ја направиле со фалсификуваните документи, па УЈП не ги проверува, затоа што УЈП е тамо да малтретира и блокира граѓани за 50.000 денари долг, а не за 5 милиони евра поврат на ДДВ. Па УЈП како на добри партиски играчи им ги пушта парите, па овие си ги вадат, па после си ги префрлаат фирмите на непознати лица од Косово, со познати нотари од Северна Вакозоебина и сите среќни. А знаете кои се тие пари, сите оние од стотици илјади обични граѓани собрани по евро од вашите давачки, и потоа тоа се заташкува. Нема пари, нема виновен, тој газдата од Косово не постои, а вие пак овој месец и ово на ново секоја евро, пола за децата, пола за УЈП, нека се најде, треба да живеат повратници, нели, на данок, па има и нешто за вас, а не јадете гураби дека нема ништо. Ма има нешто и за вас останало на крај се, да не бидеме толку песимистички. На крај е најдоброто во сето ова, најпозитивното, што повеќе не плаќате радиодифузна такса.
Македонецот има една голема мана. Секогаш сака некој друг за него да ја заврши работата. Ако живее во зграда, македонецот не оди на куќен совет, иако кровот тече и треба да се донесе одлука за поправка, се со образложение дека не била негова работата. Што ќе решеле другите, тој ќе го поддржал. Кога другите ќе решат да се собираат пари од секој стан за санација на кровот, тогаш ќе мрчи дека биле многу пари, тој немало да плати. Ама види Белја, после некој пороен дожд, водава протекла од кровот и до неговиот стан на трети кат. Тогаш почнува да брмчи дека председателот на куќниот совет бил неспособен, требало кровот одамна да се санира. Која ќе му рече дека токму тој не доаѓал на куќен совет и дека поради него немало кворум, ќе лаже дека не бил нешто добар, дека бил на состанок, ама не го виделе, бил седел во задниот ред тамо кај вратата и ќе наоѓа илјада други непотребни лажги и оправданија. И се ќе направи да се извади од ситуацијата. Само нема онака машки да дојде на куќен совет, да дискутира за кровот и да предложи да се согласи истиот да се реновира. Тоа, и да ја плати цената. Тоа е маната на македонецот. Сака некој друг да му ја заврши работата, а тој ниту да ја плати цената, ниту да ја понесе одговорноста. Народски кажано, македонецот сака да се секса, ама не ќе да му влезе. Ако може се да му е потаман и оргазам да има на крај, ама да не го спомнуе никој. Логика покриен гъс никој не го плука. Исто јебан гъс. Сака многу и да лаже, нели, како подкрепа на целата приказна, а уште повеќе македонецот сака да биде излажан. Колку македонецот сака да го лажат. Ако има 10 луѓе околу него и 9 му се роднини му ја зборуваат вистината, тој ќе му верува само на едниот странец кој ќе го лаже и ќе го отруе од лажење. И не мора да е странец, може да и некој од Муртино да кажеме, но беловец. Да, македонецот многу сака хокштаплери кога го лажат и да им верува на нив сака и да се продава на ситно сака, например за радиодифузна такса. Сака да се продаде, например. Исто така многу сака и да мрази без причина. Да види некој на улица или на телевизија и без никаква причина да измислува приказни за некој и да го мрази. Ама нема да го мрази овој што го лажел, што го труел цело време. Не, него до крај ќе го почитува, ќе има респект кон него. И на крајот кога ќе дознае големата лага, кога ќе дознае колку бил лажен од овој, пак ќе му верува, мислејќи дека сепак нешто ќе ќари од тоа што ќе му верува и понатака. Тоа дека е генерално ситна душа и дека е плашлив, се можеш да му направиш, нема да се побуни. Нема да дојде пред влада и да истури лајна од некоја фарма за свињи кој сега французине што ја посипаа тамо, што беше тоа, Елисејска палата, што беше тоа што го посипаа со говнарка една, им пуштија тоа, собраа говната како од околни весела со септиви, им ја пуштија. Нема тоа да го направи македонецот. Па сите да дознаат дека не е инженер со лажна диплома, туку земјоделец кој чува свињи. Да, македонецот се срами од себе, од тоа кој и што е, се срами од честноста. Подобро купена лажна диплома отколку честно да заврши средна школа. Мрази честна работа до душа и се восхитува на криминалци и лажговци. Ке се искрши да се поздрави со некој политичар, ке се лигави ако треба и ке премолчи кога истиот ке се удвара на жена му, ама нема да најде сила во него да му залепи во очи дека е криминалец и дека бил излажан од него 100 пати. Македонецот исто така побрзо ќе отиде на викенд отколку да си ја смени судбината на избори, да излезе и да гласа, да кажеме, како човек, како човечко суштество. Достоинствено и гордо. Одиш и со пенкалот им кажуваш на предавниците и лажговците дека им дошол крајот. Не, тој ќе чека и тука некој друг да му ја заврши работата. Некој друг како него, кој што чека некој друг како него и така до бескрај. И така, на тој начин нема да излезат ни 20% на гласање и лоповите ќе си останат на власт. И предавниците ќе останат на власт и ќе сотрат се живо во земјата со својот грабеж и рамилак. Зошто бе? Зошто не се однесуваме како човечки суштества? Туку како лигни, како полжави. Зошто? Затоа што македонецот бил дунда
и чекал под кошула да дојде и да го исексаат. Се криел. А што требало да направи? Што требало да направи? Сега, јас ќе ви кажам со еден пример од еден култен југословенски филм, што требало да направи. Конечно, македонецот треба да се дотера и да отиде на гласање. На гласачкото место треба да покаже кој е кој и кој одлучува за судбината на оваа земја. Дека за судбината на оваа земја одлучува токму тој, македонецот. Кога ќе стигне, треба само да го заокружи ливчето и гласно да викне: "Дже сте, пичке, стиго Здравко Чолич?" После тоа ќе биде одличен концертот, верувајте.